Здраво, јарци! Ајде да видиме што ќе донесе месец август за вас. Да видиме кои се предвидувањата и пораките кои не ги испраќа таротот и како секогаш генерално зборуваме за сите буквално полиња од животот, за многу од вас, значи пораките секој ќе ги доживеете, нештата кои доаѓаат секој ќе ги доживеете на свој начин, не може сите исто, нели? Обидете се да го препознаете што е ваше и јас ви посакувам да ве води. Пред да започнеме, кратка информација, значи за неделните пораки, неделните толкувања, тоа може да го најдете на Facebook. Тоа не се видеа, тоа се постови и обично ги постирам во недела и се за секој знак по една-две кратки, поважни нешта кои ќе остават впечаток, кои ќе имаат некакво влијание над вас во неделата која следи. И, значи, сите што сакате и сте заинтересирани, Gold Tarot MK на Facebook, значи ова е на Facebook, нашата Facebook страница Gold Tarot MK, таму може да прочитате доколку ве интересираат неделните пораки. Сега да не должиме да преминеме на она за што сме овде, тоа се пораките. Што се случува кај јарците во август? Јас имам чувство дека некоја водолија или некој овен нешто кријат од вас. Сега кажав, за сите различно ќе биде ова доживеано и ќе се случува на различен начин, затоа ќе ги опфатиме сите можни, не сите не можеме, неколкуте. Некоја водолија нешто сака да се окрие од вас. Некој овен сака да го смени текот на нештата. Може би пак заедно се, може би за некого е овен, за некого е водолија, за некого пак е некој авторитет во вашиот живот, за некој од вас јарците ова е некоја личност на која верувате, емотивно сте врзани, се подпирате, деле од вашиот живот. Како и да е, значи безброј се можностите, вие тоа го знаете во вашиот живот како е, но кажувам, таа личност сега сака нешто да скрие, или сака да го смени текот на нештата, или сака да го смени правецот во кој вие ќе гледате, во кој вие ќе како да ви го објаснам ова, буквално како да сака да ви го смени погледот, ви ја врти главата, не сака да видите нешто. Нешто не сака да видите. Или пак сака да ви го организира животот, сака да ви ги организира секојдневијата, нештата што ги правите, буквално се што правите сака да го организира и сака да биде понезино. Меѓутоа го прави ова на начин на кој тој се надева дека вие не го забележувате и нема да го забележите, меѓутоа вие сте го забележале. Ова сте го забележале уште во јули, може и порано. Сте го забележале, не сте обрнале некакво внимание, меѓутоа имате чувство дека е тука. Сега во август, да, влијанието ќе биде посилно. Сега оваа личност навистина нешто страшно силно се обидува да смени, да промени или да сокрие. Вас ви значи оваа личност. Значи може да биде и во било кое поле, може на работа, во домот, во семејството, било каде. Така да вие сте врзани и ви значи на некој начин личност. На поголем или помал начин ви значи. И сега вие во август, откако го забележавте ова, ќе пробате да направите нешто, знаете, во поглед на да помогнете, затоа што вие знаете дека
оваа личност малку застранила во размислувањата, сваќањата, плановите, идеите и сакате вие да помогнете, вие поголемиот овде да бидете. Сега вие да помогнете да таа личност да види дека таа не е во право. И таа што го прави не е ни потребно, ни правилно. И вие ќе се обидете на различни начини, вие ќе се обидувате да балансирате. Ќе сакате да покажете со емоции да го покажете тоа за да ве разбере, да не повредите, меѓутоа од друга страна ќе сакате да кажете дека едноставно улогата која што си ја наметнала е смешна, многу малечка, смешна и нема да донесе ништо добро нити за неа, нити за вас. Вие го препознавате тоа што таа го прави. Ке сакате да го покажете, да го кажете, меѓутоа на благ начин. Од време на време и кога гледате дека едноставно не ве разбира, ке покажете и на пооштар начин. Меѓутоа, во август месец се тоа додека се случува, вие ќе чувствувате некаква меланхолија, некаква тага околу нештата, какви биле во минатото, а какви се сега. Вас ова ве растажува. Вие не ве повредува, значи разлика има овде, не ве повредува, туку ве растажува, зашто оваа личност не може да ги види работите какви се, туку си навлекла некакви идеи, некакви улоги си ставила кои се смешни и малецки, а сака нешто да промени големо. Големо да промени, а таа е многу мала. Тоа ќе ве растажува некако, зошто не може да ги види нештата таа личност. Исклучоци секогаш постојат, значи некогаш можеби и вие сте оваа личност, сакате нешто да промените, сакате нешто на таа начин, со балансирање, меѓутоа едноставно сакате да го смените текот на судбината, а не можете, тоа никој не може. Нештата што се запишани, а треба да поминат некаде во универзумот, во звездите запишани, а треба да се случат, ние мора да ги преживееме и да ни се случат. Колку повеќе се опираме и го блокираме тоа, толку потежок ќе биде патот. Затоа, ако вие па случајно сте оваа личност која сака да ги смени нештата, правецот да го смени, судбината воопшто, не се обидувајте овој пат, затоа што само си правите потешкоти и си стварате проблеми. Верувајте дека ништо не е толку лошо, толку добро, она што е запишано и што мора да се случи. Се има причина и на крајот ја согледуваме дека тоа било правилното и тоа било она што треба да го правиме. Затоа не се обира. И така сте вие тоа. Ако се работеше, кажав, за друго, за личност некоја во вашиот живот, тој овен или таа водоли, или таа блиска ваша личност, ќе успеете во август, крајот на август некаде, ќе успеете да најдете мудри зборови, начини, постапки, како да му и објасните. Ќе предизвикате нешто кај личноста, ќе почне да станува пофлексибилна, меѓутоа повторно има нешто, повторно некоја ситница што ја крие и сака да ја направи на свој начин и едноставно не сака целосно да се откаже од идејата што ја имала на почетокот. Меѓутоа сепак предизвикувате нешто, успевате, вие сте мокни да предизвикате кај неа промени и почнува да станува пофлексибилна. Се плашите единствено само да не ја направите ситуацијата покомплицирана и потешка од она што е. Вашите стравови само се околу тоа дали ќе изнајдете метод и начин да го решите ова најбезболно можно. Јас ви кажам дека ќе најдете, сигурно ќе најдете, вие сте способни овој пат, значи август месец сте многу способни, многу да ја согледате реалноста
ако гледате во права насока, затоа бидете се да гледате целата слика да ја видите, и исходот ќе биде за секој радиже, сега исходот од сето ова ќе биде некој ќе успеете, ќе ги избркате сите стравови, сите неубави мисли, идеи кај вас или кај личноста за која се работи нештово, или пак некој од вас ќе отфрлите нешто. Ако едноставно е човек што не сака да разбере, не може да свати, ќе го исфрлите периодов, ќе го исфрлите и ќе ги исфрлите сите можни, ќе се откажете од сите можни обиди да му се објасни и да му се докаже. Меѓутоа нема да предизвика некакви страшни промени, едноставно ќе го блокирате пристапот до вас за да свати можеби сам да ги согледа нештата. Вас нема нешто емотивно да ве повреди, вие ќе бидете во добра ситуација. Тоа е факт. И сега некои други од вас пак, повторно, вие некоја вест, некоја порака, нешто ќе дојде до вас, на кое ќе реагирате многу бурно, многу избувливо и знаете, вие откако ќе го чуете или видите ова, вие можеби само од нештото ќе се фокусирате само на еден збор, на една реченица од нештово, и тоа ќе ве направи да немате целосна слика и представа за нештата. Значи, не ја гледате целата слика, не го гледате нештото како што е, туку се фокусирате на еден збор, една реченица, еден детал од нештото и станувате гневни за нешто. Меѓутоа, вие апсолутно сте во погрешно мислење, погрешна насока и правец, откако ќе станете гневни. Погрешно ќе ги сватите нештата, едноставно нема доволно добро да искомуницирате, меѓутоа другите ќе искомуницират, вие едноставно ќе се фокусирате на детал на кој не треба и тоа ќе ви ја замати реалната слика и представа за нештата. Ќе бидете гневни, ќе действувате гневно и со тоа ќе направите некаква штета. Затоа што нема да ја разберете пораката. Пораката доаѓа од едно многу убаво место, едни многу убави емоции, некој сака нешто да ви покаже, да ви понуди помош, да ви даде, меѓутоа вие, да кажав, ќе действувате гневно, погрешно ќе го сватите ова и ќе направите некаква штета. Среќа од другата страна, личноста е доволно зрела и добро избалансирана, пак ќе ги избалансира повторно и вашите зборови и вашата постапка, меѓутоа сега кај некој па и нема да биде тоа случај, ќе направите штета. Затоа, ако сега ова откако го чуете го препознавате, да знаете дека вестите кои доаѓаат кон вас, зборовите, пораките, немојте на прв поглед откако ќе ги чуете, прочитате или видите, одма да действувате. Не може да ја имате, заматена е перцепцијата во август, не може да имате вистинската и правилната слика одеднаш, затоа она што се бара од вас во август е да бидете посталожени, посмирени. Внимавајте на се што ќе чуете, немојте на еден збор да се фаќате и за една реченица. Убаво погледнете, разгледајте ситуацијата, па после действувајте, само со цел за да не направите штета. Други од вас исто така повторно во погрешна насока действувате таму каде што нештото е завршено, а не действувате таму каде што навистина треба да се действува. Вие сте во некоја магла во август, некако сте во облаци, перцепцијата ви е заматена, свесното, совесното расудување повторно ви е заматено и одите во погрешна насока и правец. Внимавајте, затоа сте можеби овде да го чуете ова. Значи, внимавајте, не действувајте, никако не действувајте, нити агресивно, нити избрзано. Внимавајте, бидете повнимателни во одлуките, внимавајте на што се согласувате, што посакувате овој месец
и само така нема да си направите проблеми или да влезете во неволји. И па, драги јарци, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!